Теодора и вели што е поволна исхрана за Гилбертов синдром. Теодора, веројатно ако го имаш синдромот ти е познат, за оние што не знаете, Гилбертов синдром е не е проблем, не би го опишал како проблем со црниот дроб, но е ситуација во телото која што ја создава црниот дроб поради недобро обработување на крвните зрнца, односно една состојка, само ја заборавив како се вика, билурибин. И ова соединение недобро се управува и се менаџира и затоа се јавува овој синдром. Медицината вели дека не е ништо страшно да се живее со него, нема никакви индикации дека можеби ќе се скрати животот и така натаму, но има насоки кои што ги советува за да си ги подобриш, за да си го подобриш квалитетот на живење во смисла симптомите да ги намалиш. Една од тие насоки е да спиеш доволно, да внимаваш со внесовите на алкохол, да практикуваш јога и медитации и да не практикуваш високоинтензивни тренинзи, кои што особено не повеќе од 20 минути и доколку веќе ги практикуваш да не бидат повеќе од 20 минути, но најдобро е да не, да бидеш доволно хидрирана и да провериш доколку користиш некакви медикаменти во моментов, дали и по основа на други можеби метаболички појави или здравствени појави, да се консултираш со лекар, дали можеби тие лекарства имаат некаква интеракција со твојава состојба, односно со Гилбертовиот синдром. Така да воопшто не се секирај, причината е пред се генетска, не е можеби причина поради твои грешки во исхрана и така натаму, затоа немај паника по тоа прашање, но тоа нека не ти дава и право да животниот стил си го упропастиш, односно да одиш од други граници и да консумираш премногу лоша храна. Секако дека и за симптомите да ги олесниш, треба да имаш еден добар и избалансиран начин на